Почитувани, денес во собранието повлековме нашата иницијатива и предлог законот за амнестија на неправедно осудените за 27 април. Да подсетам, Единствена Македонија на 21 мај 2017 година до собранието поднесе иницијатива со целосен текст во форма на предлог закон за амнестија на 27 април. Талат Џафери на 23 февруари 2021 година ни информира дека нашата иницијатива и предлог закон за амнестија се доставени до сите противници, но до денешен ден остануваат закочени во собраниските фиоки. Денес ги публикуваме иницијативата и предлог законот за амнестија најмалку од две причини. Прво, лицата неправедно осудените за 27 април се веќе 6-та година во затвор, а нашиот предлог закон за амнестија се уште е закочен во собраниските фиоки заради што веќе се губи смислата на амнестијата. Дотолку повеќе, деновија слушнаме дека Врховниот суд треба да одлучува по барање за воредно преиспитување на правосудната пресуда со што се отвара патот за ново и фер судење за 27 април. Патен и под претпоставка да се прифати амнестијата, тоа значи слобода за осудените лица преку милост на собранието, но неправедната пресуда и вина за тероризам останува за секојаш, иако овие лица во никој случај не се терористи, туку се осудени поради љубовта кон Македонија. Лицата на 27 април влегува во собранието со силна верба дека го бранат уставниот поредок, а не да нападнат некого. Било кој да беше на местото на нападнатите, ќе се случеше истото на 27 април, бидејќи преходно се создаде атмосфера дека е загрозен уставниот поредок. Ова беше потврдено при давањето на мандатот за состав на влада во тоа време, бидејќи тогашниот претседател на државата бараше гаранции токму за она за што сега се водат постапки, со што и претседателот ја потврди општествената опасност. Но на крај дојде осуда за 27 април на повеќе од 2 века, затвор со срамен и непристоен пазар на власта и судечката судика, осуда во замена за судска функција. Исто така, и самите осудени сега кажуваат дека не сакаат милост со амнестија, туку бараат правда и ново фер судење во кое ќе се види дека не се терористи. Второ, деновиве слушнавме дека во собранието е поднесен нов предлог закон за амнестија во координација на одредени надворешни структури, како подносители и внатрешни пратенички структури кои севкупно се структури од така наречена шарена револуција, која имаше задача за рушење на Македонија. Би било смешно да не е тажно. Дочекавме шарените да бараат амнестија за неправедно и наменски осудените лица за 27 април. Во овој контекст не сакаме и нашата иницијатива да се поврзува со некаква си наменска иницијатива од шарените. За крај, очекуваме Врховниот суд да биде на висината на задачата, да го врати преметот на повторно судење и во една правилна постапка и фер судење да се докаже монструозното местење на македонските патриоти, осудени за 27 април на преку 200 години затвор. Ви благодарам.